излеговме како Сдружение на пензионери, никако како партија. Значи, ние не сме партиски определени. Ние делуваме како Сдружение на Република Македонија и ќе останеме како такви. Луѓето кои што се определиле, односно пензионерите, да одат и да се приклучат кон некоја партија, па макар и партија на пензионери, да е сепак е партија. Ние, како Сдружение на пензионери, од таквите пензионери се оградуваме. Ние ќе продолжиме да работиме како Сдружение на пензионери и она што го имаме зацртано, ние се надеваме дека ќе го оствариме, бидејќи најголемото и најтешкиот дел го остваривме. Тие 5000 денари никаде мислам дека никој ги нема во светот обезбедено за 9 месеци, освен ВМРО ДПМНЕ. Најголема помош имавме од Прилеп почнавме, ни излезе во пресред само претеникот Петар Ристевски и председател на Општинскиот комитет Дејан Продановски, што после, кога дојдоа на власт, председателот, односно премиерот Мицкоски, тоа го дозволи и успеавме во тоа. Овој постоечки закон не изваде на улици, бидејќи генерираше проблеми меѓу пензионерите, во висината на пензиите. Излеговме со парола дека тој што ќе предложи нов квалитетен закон за пензионерите ќе го добие гласот на пензионерите. Во меѓувреме ние сами изготвивме закон и го приложивме, го доставивме секаде каде што имаше потреба и не интересира до каде е работата со тој предлог закон кој би ги решил проблемите на сите пензионери во иднина. Гледаме дека нема позитивна желба нешто да се промени, затоа нека се запрашаат малку кој глас ќе го добијат од пензионерите во иднина. Закон кој што ќе покриет потребите особено на најранливите групи, закон кој што ќе биде паралелен на соодносот помеѓу платите и пензиите. Да речеме тоа би било сооднос 1:4 или би рекол 70% од просечната плата би изнесува просечната пензија. Така да вложивме за овај предлог закон што го спомнав. Да, за истиот, да. Господин Милије Тасевски, значи насиот член го изработи, огромен труд вложи и би рекол на некој начин ги решават сите проблеми. На овој начин ние сакаме да им помогнеме на владите на Република Македонија. Конкретно на оваа влада, бидејќи како опозиција која беше не поддржа, сакаме да ја помогнеме, бидејќи со прифаќање на законот ќе се олесни работата и ќе има еден тек насочен кој што ќе ги задоволува и потребите на пензионерите, но и финансиите кои што се собираат за пензионерите. Вака немаме никаква контрола. Да, доставење до повеќе пратеници, до министрите и мислам дека доколку се донесе тој закон, владата ќе има многу полесна задача да ги реши проблемите на сите пензионери во Република Македонија. Сега ние бараме достојни услови за возрастните, односно за ова категорија овде кај што е во Македонија. Значи ова 1000 денари покачување према мене е мало, затоа што ако за ними има 300 евра покачување, зборувам и за пратениците, па и за градоначалниците, лебојаците на ова држава, тога илјарка, јас, ево, во име на сета сиромаштија, ќе ме остапам на премиерот, за да мојот полагодно да живеет со оние негови министри што се таму, односно кукли во владата, се министерот Тошкоцки, со големо почит. И друго, апелирам до владата. Сено она горе што е раководство, и тоа што беше 23-та, и со оглед и денеска е да бидат разрешени, да им се испитат нивното работење, односно крадењето на државните пари, и да се клад пензионери на раководни места со највисока пензија од 18.000.